Присуство на ентеропатогени бактерии е откриено при анализата на примероци од храната со која беа затруени 5 лица од селото Тракање. Од Центарот за јавно здравје од Кочани потврдија дека мострите што се испитани се неисправни за исхрана. Анализата од испитувањата покажаа присуство на голем број бактерии од видот Salmonella enteritidis, како и ентеробактеријаци во веќе подготвените и во смрзнатите пирошки со пилешка шунка, кај филот за пирошки и кај смесата од јајца со презла. Единствено исправни за употреба биле пирошките со свинска шунка, стои во известувањето од Центарот за јавно здравје. Резултатите од испитувањата веќе се доставени кај надлежните инспекциски служби, кои претходно и го затворија објектот каде се подготвувала храната, а се најавуваат и соодветни законски санкции. Инаку, затруените лица кои биле гости на свадба беа пренесени во Штипската клиничка болница, при што со знаци на труење, висока температура, диареја и повраќање завршија на инфективното одделение. Во минуите на свадбената свеченост имало стек, плескавици и пирошки. Од инфективното одделение во клиничката болница во Штип потврдија дека е стабилна здравствената состојба на затруените. Во меѓувреме пријавени се уште 8 нови случаи на труење од друга свадбена свеченост во Кочани. При тоа во болницата во Штип задржани се 3 лица, односно невестата и незините родители, додека останатите 5 се испратени на домашно лекување. Пирошките, за кои се смета дека го предизвикале труењето во Кочани, биле подготвени од истата фирма што пред 2 седмици дистрибуирала храна и во Штип, каде беа затруени 16 лица.